Реисот Сулейман Реджепи во име на ИВАЗ вчера адресирал писмо до владата со кое бара враќање на денационализираниот имот за кој тврди дека како ИВАЗ имаат право на сопственост. Писмото денеска го објави владата со реакција дека содржи уцени, закани и ултиматум за предмети кои се водат постапки пред надлежните институции. Од владата сериозно размислувале да го известат обвинителството. Во писмото е наведено дека ако не им се исполнат барањата на ИВАЗ, меѓу другото ќе ги известат сите надворешни фактори во земјава. Пред почетокот на кампањата за председателските избори поради големиот притисок од страна на муслиманските верници, ќе бидеме принудени да во 700 џамии во земјава ги информираме верниците за оваа долготрајна дискриминација што се врши кон ИВАЗ и незините членови, со сите последици врз општествените односи во земјава, напишал реисот Сулейман Реджепи. За владата ова е неприфатлив начин на обраќање кон државните институции. Укажуваат дека по устав земјава е секуларна држава и дека нема никогаш да преземат чекори со кои би ги манипулирале верските чувства или би се мешале во внатрешните односи на верските заедници. Особено важно е да нагласиме дека во мултиконфесионално општество верските граѓански права и слободи се остваруваат преку постојан процес на градење на меѓусебна доверба помеѓу различните конфесии, а не преку ултиматуми, кои како правило на игра доколку го прифатат сите регистрирани верски заедници, сериозно негативно би се одразило врз општествената кохезија, реагираат од владата. Го побаравме и реисот Сулейман Реджепи за коментар, ама преку телефон ни тврдеа дека е на состанок. Тој во писмото негодува дека за барањата ИВАЗ биле игнорирани, а МПЦ била фаворизирана и привилегирана. ИВАЗ на власта и дава рок од 10 дена за одговори. Реисот Реджепи укажува дека државата нема грижа за одржување на верските објекти, како нерешениот статус на тие во битолското село Лажец и со Хусамедин Пашината џамија во Штип, но и за реконструкцијата на Али Пашината џамија во Охрид. Од владата на реисот Реджепи му порача, ако тој има сомнежи, да се обрати до надлежните органи.